Тешко детство? Да, Црвен крст? сеќаваш и на тоа? Се. Да. Па имав неубава 63-та. Не знам дали е закажување тоа тука. Кога за 3 месеци изгубив сестра од 20 години, а после 3 месеци татко ми почина на 43 години. Се сеќавам, и кога ми велевте дека кога ќе заврне дожд поставате кофите, па публиката ќе се Па помести. прекинуваме да не Па прекинувате избие. представа. Ама и ти реков, ама драмски не ќе остане. Драмски како гиле, како прасето. Ако е 13, драмски остана и ево го сега е одличен. Можевте ли да одите уште погоре со филмска кариера? Во таа Југославија, бидејќи вас ве катапултираше, тој исправи се Делфина. Убав, Сега млад. одма ќе ти кажа, во Будва веќе тројца режисери ми рекоа спремај се, ќе играш кај мене. Од Белград. Исто тука ќе играш. После разбрав една работа што никош нема. Не сакам да ја кажам. Само ќе кажам пред тоа што се случи. Имавме представа вечерта, утрето се бајле. Треба да летаме за Будва, за улци. Стево Спасовски ми вика, абе, вака, вика те избрале за филмот, чудна работа, вика, ова не се случило до сега. И ми вика да ти кажам нешто. Викам, кажи. Немој да бидеш многу добар во филмот. А викам, од кај ќе знам јас дали сум добар или не. Немој да бидеш многу добар, оти како мене нема да заиграш никогаш веќе на филм. После нешто играв, Милчо ме зема. Бевте во Сенки, да. Сенки го чувам посебно. Сенки, Мајки, да. Вие криво? Отпосте ги разбиравте местенките? Отпосле. И кој е образложението? Дојди кај мене ќе играш во Будва, еве не прашувам кој што е образложението, на пример тој ви вели речеме со режисери од Србија, од Хрватска, јас веќе не контактирав, не се видов. А тука знам зашто. Што е младци едно друго, не можам да се има време за него. Аха. Многу беше и Будва, и Врањацка бања, и Ниш. Беше многу голем напад врз мене, мислам напад од не знам, наеднаш се појави некоја звезда. Се појави некоја звезда од Македонија. И се беше околу мене. Ви е криво денес? Па ми е криво заради тоа што тоа ми го направија блиски луѓе. Каменот од близу доаѓа, како велеа во бомбите. Како ги преживувате тие моменти на предаства? Тешко е. Тоа е и професионално и приватно. А мораш после пак со тој човек да видиш. А он знае дека ти знаеш? Пошто тоа е многу интересно. Дали он знае дека ти знаеш, пак се во глумата глумите. Ако му кажеш на човек што е близок со тебе, те сака овој, а некој што ти направил нешто, не го знае тоа, а тебе ти го кажат. Да продолжувам уште или да застанам? Па не знам, за Делфина, ако имаш уште нешто. Не, Делфина е дефинитивно го исцрпив и тоа е изборено, меѓутоа тоа е еден филм кој што станува во аналите, јас и денес знам на YouTube, го пуштам. Знае да врти и по српски канали, затоа што требаше и втор дел да се сними. Да, тоа е еден страшен беше готов, напишан и вториот дел. Момо Капар го напиша вториот дел. И што се случи? И Ацо Ѓурчин ми го донесе и текстот готово, ќе снимаме. Немаше пари, не дадоа пари. И во тие времења, значи, точно се знаело што и како се прави. После 20 години требаше да снимаме уште втор дел.
Добро, продолжувате во драмски. Филмот паралелно, сериите телевизиски По паралелно. телевизија снимавме доста приказни, бајки, еуреки, ТВ серии. Последна серија со снимавме со Лауренчиќ 16 епизоди од денес за утре со Сенко игравме браќа близнаци, јас малку ретардиран бев. Во таа играше покојна Беличанец, Ленче, Делова, бабат. Нешто слично како позориште во куќи. Истиот автор беше Перовиќ. И он беше тука цело време. Неверојатна, јас ќе кажам, неверојатна кариера без разлика на сите удари што сте ги примале. Тогаш знаевте дека се удари или чувствувавте дека некој намерно мести некаква ситуација да не се работи или мислевте дека навистина е тоа така? Како да ти кажам? Некои колеги не сака да има и друг некој од тука да избие по Југославија. Кога на еден колега во жири во Ниш, после разбрав, недела дена, 10 дена, му рекле дека новинарите и критичарите сакаат да ми дадат специјална награда, рекол дека млад ја има време за него. Не знам, усметав некој. Добро, вие, Чичко Диме, не се боревте? Ја како Немав како. Јас... Сам бевте? Сам. Ја дури сега сам во не знам во кој вестник беше, знам во некое списание имаше цел живот бев со сите, а бев сам. Добро, тоа е уметничко. Иначе ги имате Трајанка, вашата керка, така таа тргна по вашите стапки. Таци го имате синот, тој не знам што работи. Со него контактиравме еднаш. Ревизор, банкар. А тој е тотално различен. Со него контактирав еднаш кога требаше да ви испратиме во пензија, јас бев на пат кога го правев тој е сега во рекомендниот клуб Вардар работи Филип. Тешки времиња сте поминувале, но веројатно младоста тешки удари сте примиле. Како сте ги издржувале, вие знаете? Имав доста, никогаш дома тоа не го носев, не го кажував. Имав доста, што викаш, удари. И после кога ќе разбериш дека најблискиот ти го направил тоа, е многу тешко. Ама јас не ми е тоа одбранен механизам, ама со Мишко сум близок. Ќе ми направи една работа и ќе ставаме на цртка. Вториот пат со Мишко можеме да си кажеме здраво, на сцена да сме заедно, работиме, се што треба тамо, професионално, ама во приватен живот не сме така блиски. Сум живеел со сите. Со некој сум бил и поблизок, нормално во животот. Со некој си бил поблизок, со некој, не знам, сме одели на лов и по риба и сме спиеле со ноќи тамо, со се. Ама вториот пат кога ќе ми направи некој нешто, не е тоа дека за мене веќе не постои, ама... Го множите со нула? Па... Скоро да. Кога некој ќе ви направи така нешто, не ви доаѓа да му кажете? Во смисла, не ти е срам? Не. Никогаш не сум се расправил со... Може би некогаш, веќе кога не можам да издржам, сум вреснал, сум знаете да вриснал, сум направил нешто. Ама тоа биле ретки моменти на професионален план. Што знаеш ти за егејците? Да не им беше во кожа.
Екзодус. А кој сака отдома да биде избракан со бајонети со напал? Тато, имаш ли ти нешто украдено? Ја ли би си? Или некој од наша фамилија некогаш? Силе. Се крадело и оште се краде. Значи ние сме крадени. Остави ја таа работа. Гледај си живеачката, гледај си детето. Или ги исправаш криви дринга. Што имаме за враќање? Ништо. Ништо. Дајте ми го драмски театар малку, па ќе отидам на сенки. Драмскиот аспект на, ајде да не прашувам нели оние клише прашања, филм или театар, генерално се поминати тие прашања, или то омилена представа. Мене ме интересираат неколку улоги кои што се специфични. Вие низ кариерата како да ве пратат тешки социјални драми да играте. Сакате од последната представа, Така. таткото кој што ги малтретира своите две деца близнаци, така? Тоа е во Сексуално Фестен, ги- сексуално ги малтретира. Тоа е по вистини настава, во Да. Данска дури и филм има сними. Аха. Играте, тоа е таа представа за која што, тоа не може да ви го земат. Тоа е таа представа во која што Дими Илиев игра човекот кој го изеде светот, Да, тоа е човек со деменција. каде што вие до последен момент, и вие и режисерката, тоа е една сцена каде што ликот кој што го играте има деменција и каде што вие се собликувате гол. Требаше да размислите долго време, тоа, гледате се, тоа во Америка, во Европа е многу нормално. Кај нас е табу, со што вие се боревте. Може би Со што се боревте вие, дека треба да може се би- соблечете гол. на Може би сцена. кај нас не е табу, може би некој одма од прва ќе рече во Нема ред. проблем. Јас никогаш не сум помислил дека на сцена ќе се соблечам гол. Сега, текстот- Како размислува актер? Срам ми од сопругата, срам ми од децата, срам ми од комшијата. Јас се обидувам актер во Македонија како Не, размислува или не дека ми е срам, така не знам, така не сум размислувал, ми е срам да не ме видат, да не Аха. заради тоа што јас и тука тоа кога го направив, а ќе дојдеме до тоа, ќе кажам како беше, по текстот, тоа беше Бици, малата си ја викавме Билјана, режисер на тој текст. И тоа беше еден период кога се млади што излегуваат од академија ме зема. Играв кај сите. И Нина, и знам, тоа земав кај неа и награда во Да. Евридика, кај Бици земав награда од тоа од Дневник за ова представа. И сега го читаме текстот. Овој што го играм јас, повеќе од половина текст е гол. Со син му живее сам дома, уклучува куршлуш се прави, ќе запали станот, не знае што работи, јади цвеќе и така. Ја јадев цвеќе, ама знаев што цвеќе јадам. Го јадав фора чувар на куќите што го јадат сите. Да. И Тоа пари не се. Јас никогаш не помислив, ниту пак режисерката, девојчето, се осмири не се осмири, мислам дека и беше непријатно. Незгодно да ви рече, знаеш чишко дека дима нема да- да се соблечам никогаш. Никогаш не ми рече дали ќе се соблечете чишко дим. Никогаш не ми рече. И јас само едно време, 10 дена пред премиера, почнаа колегите што играт. Ова е 2014, ако не се лажам. Ова е Така? 2014. И почнаа нешто, Диво, прекрасен си, одличен си во улогата, како ја играш ово она. И јас тогаш почнав да размислувам, ако мене би дојде дека е добро тоа што го правам, дека правам добра улога, како најпросто да се изразам, Аха. па може и нешто ќе направам. Имавме генерална проба, утрето вечер треба да е премиера. Генерална проба со публика. Со Значи публика. пред премиера практично. Пред премиера. Полно. И јас легував до тогаш по гаќи само. После Аха. се облекува пак нешто. И
не знам, тогаш питек, да викам, и Соблеков. На предпремиерата? На предпремиерата. Никој не знае. Никој не знаеше. Дури ни вие самиот не сте Јас планирали. решив 10 секунди пред тоа. А што е најчудно, не знаеше Игорче. Игор Стојчевски, тој игра ваш син. Син ми игра. И јас излегувам на сцена и за да му покажам како сум пеглал и ја изгорев кошулата. И јас ја носам таа кошула пред мене и Игорче кога ме виде, тато бе што си направил, и вака и ниту му се смее, ниту не знае што е. И јас, па сине пеглав, не знам, му кажувам нешто, се вртам, публика почна да урла. Сигурно половина не очекува да се соблечи, не знам што беше. И уште еднаш излегувам и толку, после се облеков и толку беше. На премиерата? Не, Ова е на предпремиерата. во представата. Во представата. После веќе се соблекував, нема. Тоа значи веќе оди со, како се вели, тоа самата представа веројатно. И готово, веќе знаев дека може да оди тоа, дека е во ред. И само знам дека режисерката дојде јака, ме гледа, ме прегрна и вика, ми беше незгодно да ти кажам, че нека ми изненади со ова. Стави, Диме, знаеш, тие 10 секунди, што текстот, што лета низ глава? Да се совлечам, да не се совлечам. Тоа 10 секунди се изгледаат како вечност, така? Тоа се кршите во себе? Па се кршиш сигурно, знаеш, од една страна, не знам, ако 40 години си мислел дека нема да го направиш тоа, и наеднаш го правиш, не знаеш како, што ќе биде, како ќе реагираат, повеќе би е за колегите, отколку ова што рече ти, домашните или сето тоа. Па да видите, тоа е и ваша работа. Иако ке па, нас е работа, работа. Ама да речеме јас од кога сум во драмски не го направил никој тоа. 44 години на овие даски. Боловање сте зимале некојаш? Не. Не? Еднаш само, тоа имав една тешка операција. Ама не, овака, за насника, за едно, за друго, тоа не, така? Каква насника, излегуваш на сцена, пред тоа јадам кило лимони, имаш крајници, ангина, што викам, кило лимон јадиш, излегуваш на сцена не ти е ништо. Сум играл со 190 притисок. На пауза ме однесува во брза помош, ми стави инекција и докторот се сеќава, бугарски збореше. И вика, моето момче, сега дома ќе си одиш, ќе легниш. Кога се случува? Ова се случи на Соберин центар. Дека рековте бугарски доктор, за тоа ме збореше. Не, бугарски збореше, мешаше македонско-бугарски. И знае дека е бугарин. Низок е човек. И вика, моето момче, ќе си одиш дома, ќе легнеш сега да мируваш. Ама викам, а тоа молац ме однесе тамо на пауза. И ја викам, ама јас имам представа, викам, во драмски, на пауза сме сега. И вика, од таа последната представа нема ништо поважно. Чувај си го животот. Ама вика, штом така сакаш, гледај, вика, не давај се од себе, полека, колку да ја завршиш. Со 190 притисок ја играв представата. Кој адреналин е тоа? На секоја представа е истиот? Не. Не? На секоја представа истиот се случува една работа, мене ми се случува. А не е рутина? И кој се повторува премиера и потоа кој стои на репертоар? Не. За некоја рутина или за нешто што се случува, не ова за болест или за нешто друго, спремаме представа. Еден текст, една реченица не ми оди кој што треба. И знам дека никогаш нема да ја кажам. Па нема суфлери одозда, немате? Имаш суфлер, ја никој суфлер не слушам. Не го слушам ни дома суфлерот. Тоа е добро, тоа не е добро. Па истиот суфлер и дома ми. Да. Тоа го знаеш. И таа реченица нема никош да ја кажам. И се трудам до премиера некако
Ја 3 страници од текстот пред тоа мислам дали ќе ја кажам таа реченица. И сето друго ми паѓа у вода. Ќе помени премиера, јас ја истворувам тогаш. Ако Ептен режисерот бара, му е важно. Тоа е страшна работа. На текст кај што запнуваш, ова што ми рече ти, секогаш ми се случува на тој текст. 2 збора, 1 реченица, секогаш е тоа. Тоа е подсвесно или има некојаш, например, како, знаете, некоја песна која ќе ви влезе во глава, најглупавата песна, и вие цел ден ја вртите и не ми оди тој текст, не знам зошто. И тој текст ми е мене туѓи. И ќе се борам со режисерот, ако не можеш да се избериш, ако запни, да сака да те победи. Не гледа за добро на представата и за ликот, туку сака да победи режисерот, ќе гледам до премиера и после ќе не го кажувам, го фрлам тој текст, му кажувам на колегата само, да знаеш дека шлагворд нема да ти биде тоа, туку ќе ти биде нешто друго. Ајде, море, знам ја што е тоа да си без работа. Слушај, ќе ве остава девојчиња да го не им купите шеќерчиња. А тебе, како те слушаат овие тројца, ба? Како? Исто како и ви што слушате. За никаде. Ќе работат, туку ќе одидат некаде и цел ден ги нема. Кој ќе и прашам утрето каде одат, молчаат. Одат по друга работа. Јас неќем ништо да ми кажуваш, ништо не сакам да знам. Добро, а ти како си со здравјето, мајстор Рачанец, а? Како диме? Како старче, ке ти како си? Таму имавме една сцена прекрасна, таа многу ја сакам сцена, на карпата кога седиме и кога правиме муабет и ми вика, тато, како издржа со мама? Сакав тоа да прашам. Синот ме прашува мене. Ја да му кажам, викам, гледај колку убаво бе сине. Езеро сонце изгрева. И тоа е на Охрид снимено. И тоа е убавата кој ќе убавиат. Така? Тоа е снимено под дошт. Истура дошт. И викам, што ќе правиме, Милчо, истура дошт, а треба да е утро, изгреи сонце, мирно езеро. Не се секирај ти. Ја покошува, наместени чадори, наместено се кабаници, снимаме, ќе фрлиме се, ајде снимаме, ама врни и се гледат капките на кошулата, не знам, ајде уште еднаш друга кошулата. Се гледа дека врни. Го гледам филмот, јас се облечувам од джемпер,